Тренер, честита нова година. Пожелания за успехи, за здраве, за добра работа, за много успехи с отбора на Спартак. Първа тренировка, колко души ще се появят за подготовка? Има ли нови, стари, освободени, здрави ли са всички? Да, добър ден. Ви пожелавам и вам убава, среќна, щастлива година. Успехи много и на вам и надевам се да се радваме заедно за успехите на Спартак во пролетниот дел. Значи, што касае се за овој период кога бевме ние слободни, интензивно се работеше во клубот на прибирање на информации, на контакти, фудбалисти, всичко. Значи, во овој момент, навистина трудно е додека не се договориме кој ќе дојде, колку точно фудбалисти ќе бидат тука. Сега знаете како е, уште не е почнат природниот рок, на 15-ти почва. Значи, има доста и млади фудбалисти кои треба да ги видиме како ще бъде, како. Но точно е дека сме направили доста контакти за однадвор. Поне 6-7 човека ќе имаме пополненија добри. То треба да бъде разлика од есениот дел, да направиме по-освежен тимот, да пополниме со по-качествени фудбалисти. И знаете, нас кога почнавме во есениот дел, имавме доста свежост, трка, борба. Крајот на првенството, казав многу пати дека заради малкиот број на фудбалисти, травми, и ние паднавме последните 4 круга. Да дополнам и тоа дека дојавме да играме со ЦСКА и Левски во вториот круг од тие 4 круга, кога тие беа во најдобра форма, а ние најлоша. Изненадващи беа мачевите со Добружа и со Септември, не се очакваше, поготово после серијата од 6 наши добри мача. Не очакуваме дека таму ќе изгубиме, но да не се врштаме на това. Сигурен сум дека ќе направиме всичко да сме појаки од есениот дел. Да споделите кои като цяло още веднъж са тези, които освободихте и тези, които предстои да освободите? Во фаза сме се на разговори. Можда од некои фудбалисти не сме доволни, но знаете дека треба да се говори. Имат контракти. Не можеш да кажеш, сега го кажам, тој заминава, после испадне некој проблем со трансферот. И да, за това да оставиме, значи, прв ден е денеска, рачунајте дека ние планиравме до 15, 20, најкасно 15 некаде да расчистиме, да знаеме точно на какво сме, а многу брзо ќе видите во текот на ова седмица ќе почнат да идват фудбалисти. Ова што казав. На кои позиции като цяло се спирате за новите? Заштита, отпорни халфове и нападение. Сега нормално и на место на Берна плеймекер. Отношение контролите, каква е бројката, ако може така да нахвърлите съперниците? На 15 имаме заказано со Фратрија, тој првиот матч. На 24 Дунав Русе, таму. И колку знам, на трсење на миньор кои треба да бидат на подготовки тука, на 29 некаде. Сега ще видим, тој или 29 и четврток идва. Можно е да направиме до крајот на месецот и уште еден максимално. Значи овие 3+1 4 мача, но за мене многу поважно е, мачевите се важни, поважно е това, че немахме ние време во летото, кога дојдов една седмица пред првенството. Сега цел фокус ќе биде на физичката подготовка и на воигрување на тимот со новите фудбалисти. Значи интензивна работа, без компромиси. Значи ви казвам сега, сега треба да влизам на состанок со фудбалистите. Значи многу сериозно ќе се фрлиме во работа. Моја желба е да работиме подобро од всичките клубови. Професионално, интензивни ќе бидат тренировките. Доста интензивни. И распоредот на тренировките, јас сум го минал 35 години и винаги носело резултати. Јас сум убеден дека ќе бидем многу поспремни од летото. Но лагер няма да правите, тук се готви. Тука ќе бидеме. Значи ќе имаме секоја седмица по 4 дворазови тренировки. Значи 2 ударни, една лека, не
пасивен одмор, туку активен одмор. Значи, една тренировка без бегање, без фитнес, ќе биде со топка. Па, 2 ударни фитнес и бегање, па сабота техника, неделя слободен ден. И казвам, мислам, имаме ние добри условија. Многу одбори идват на подготовки тука сега. Ние не сме во најдобра ситуација некоја да се расфрламе, и со пари и со всичко. Имаме условија добри, јас мислам дека имаме условија да се спреме како треба и за вас подобро да може да не пратите од поблиску какво правиме, како работиме. И завршувам со тоа, че јас сум оптимиста дека Спартак ќе биде посилен напред.